Една информација која што е убаво да се знае и годи. Најголемиот дел од културното наследство во светот потекнува од Македонија, или основите се наоѓаат во она што го создале творците што живееле токму на овие македонски простори. Ова го вели Ангелина Маркус. Сето тоа и во незините книги, промовирани токму денеска во Охрид. Саша Неловски. Ангелина Марку во своите 15 книги за древноста на Македонија ни презентира некои податоци кои сме ги насетувале, но не сме имале храброст да ги прифатиме како вистина и дел од нашата историја. На овој начин Драгана Боцевска, директор на Центарот за култура Григор Прличев во Охрид, ја представи Ангелина Марку, професор по филозофија која од 1990 година истражува за древните вредности на Македонија. Според толкувањата на Марку, македонштината има длабоки корени, а современите држави и нации сакаат да сокријат дека тие плячкосувале и секоја од нив на некој начин зела дел од незината историја, обичаите, писмото, архитектурата, а некои дури и создале држави на незината почва. Како може да не се признава Македонија со толкава долга листа на цареви? Како може, каде да се завртиме околу нас? Имаме реални остатоци, театри, тврдини, разни скулптури. Ете ја Стибера, ќе се копни, па тоа е рудник неисцрпен, ако не била и работилница за статуите по целиот свет. Книгите на Ангелина Марку ни предочуваат дека Македонија од секогаш била центар на светската цивилизација, земја со најповолна клима, но и најпаметни луѓе, кои комуницирале со космосот, зашто сведочи првата природна астрономска обсерваторија во светот Кокино.